Бременските градски музиканти. Си беше еднаш едно магаре кое долги години работело неуморно, носејќи вреќи со жито и брашно за својот стопан воденичарот. Но сега беше старо и слабо и знаеше дека неговиот стопан планира да се ослободи од него. Магарето си помисли: во Бремен ќе одам, градскиот оркестар да го видам, а кога ќе ме слушнат како рикам, главен пејач јас ќе бидам. И така магарето тргна кон градот. По пат сретна еден стар ловечки пес, кој исто така избегал од својот стопан, зашто сакал да го напушти. Магарето му предложи да оди со него во Бремен и песот прифати. По некое време им се придружи една мачка која избркала од дома затоа што веќе не можела да лови глувци и еден петел кој едва избегал за да не заврши во тенџерето на својот стопан. Длабоко навлезени во шумата, идните музиканти наидоа на една колиба. Се качија едно врз друго на нивните грбови, за да можат да циркаат низ прозорецот и видоа разбојници кои се гоштаваа на богата трпеза. Ајде малку да им посвириме, можебе ќе ни дадат нешто за јадење, предложи магарето. И така 4 животни застанаа под прозорецот и на сиот глас почнаа да рикаат, да кукурикаат, да мјаукаат и да лајат. Каква врева, каков џумбус! Изненадени и исплашени дека можеби тоа се духови, разбойниците му ја летнаа да бегаат. Бидејќи изгледаше дека луѓето нема да се вратат, 4 идни музиканти си помислија дека најдобро ќе биде да седнат на трапезата и да си знајадат од сета таа вкусна храна. Се вели дека тие и ден денес се таму, си јадат и весело си пеат.